Но како што можете да видите денеска, и со адмиралот Брк имаме навистина интензивна агенда. Туку што ја завршивме средбата со командантот на сојузничката команда на Сдружените сили на НАТО во Неапол, адмиралот Роберт Брк, кој ни укажа чест и дури во вакви тешки времења за светот, успеавме заедно да бидеме присутни тука во Скопје во чест на првата годишнина од нашето членство во НАТО. Адмирале Брк, на самиот почеток дозволете ми да ви се заблагодарам што сте тука, особено во време во кое навистина цел свет, сите сојузници на НАТО и денеска, како и пред една година, кога за прв пат го дигавме македонското знаме пред седиштето во НАТО, се соочува со тешки моменти и големи здравствени предизвици. На годишнината од нашето членство во НАТО, на средбата со адмиралов, се обврзав дека Република Северна Македонија ќе даде сериозен, рамноправен придонес во максимата на Алијансата "Заедно сме посилни". Северна Македонија како активна членка на Алијансата додаде нова вредност на значењето на НАТО за безбедноста во нашиот регион, со учество директно во силите на КФОР на Косово, кои се токму под капата на сојузничката команда во Неапол. Додаваме нова вредност на Алијансата и со секојдневното унапредување на капацитетите на полигонот Криволак, каде и во овој момент работат македонските војници, македонските инженерци, заедно со 15-тиот американски инженериски батальон. Додаваме нова вредност и со секојдневните обуки на нашата зададена НАТО цел на способност, лесниот пешадиски батальон, каде нашите одлични припадници на армијата секој ден стануваат се подобри. Со адмиралот Брк зборувавме и за придонесот на Канцеларијата за врски на НАТО во Скопје, која што е сместена се уште во ходников до нас, а која е под команда токму на адмиралот Брк, и зборувавме за тој придонес кон исполнување на нашата стратешка цел, членството во НАТО. Експертизата и посветеноста на сите членови на тимот на оваа канцеларија во изминативе 2 децении, значи не 2 години, не една година, 2 децении, беше од огромна полза и за одбраната, и за армијата, и за нас како држава. Нашата заедничка мисија сиве овие години веќе е успешна. Можеме да кажеме дека зад нив е успешно завршена мисија. Затварањето на Канцеларијата за врски значи дека тие ја завршија својата работа со успех, а ние израснавме во сојузник кој не само што може со своји сили да се развива дома, туку со своите сили може да придонесе и кон колективната безбедност на Алијансата. НАТО е навистина единствен спој на нации. Секоја од нив со посебни квалитети, но и со една заедничка идеја и цел. Слободата, мирот, безбедноста, стабилноста се идеали кои што ни се заеднички и кои не прават едно. Затоа сите ние, сега веќе 30 земји членки, сме НАТО и затоа сме посилни. Адмирале Брк, ви благодарам уште еднаш што сте со нас. Ви благодарам, министерке за одбрана Шекеринска. Јас сум многу благодарен за оваа можност што сум тука денес и господјо што имам оваа можност да разговарам со вас. Морам да кажам дека ова беше навистина многу продуктивна прва средба. Имавме многу заеднички постигнувања за кои што разговаравме. Навистина ми е чест и привилегија да бидам тука и да ја представувам на утрешната церемонија во другите 29 сојузници од НАТО и да бидам личноста што ќе ви честита на прославата на првата годишнина како НАТО членка. Ова беше навистина фантастична прва година. Министерката за одбрана направи една аналогија на состаноците. Имаше можност да полета и да слета од еден носач на воздухоплови на крајот на 2019 година и ја спореди првата година од членството во НАТО како еден катапулт кој што
полетува оттаму. Многу работи се случија за многу кратко време и мора да бидете многу прецизни и многу работа е вложена за да бидете сигурни дека сето тоа што е совршено планирано и навистина да биде совршено реализирано, што и се случи, бидејќи Република Северна Македонија имаше одличен почеток и обезбедува многу значителни придонеси за алијансата веќе. Исто така, имавме можност да зборуваме за придонесот на Канцеларијата за врски на НАТО тука во Скопје и како што рече Министерката за одбрана, 2 децении НАТО тим е овде и помага на Северна Македонија да и помагаше да оди на патот кон НАТО. Затварањето на канцеларијата е горчливо сладок момент. Ние навистина ќе ни недостасува соработката со нашите одлични колеги овде, но повторно мора да гледаме од една поширока перспектива. Ние го прославуваме затварањето на канцеларијата, бидејќи тоа го одбележува успешното завршување на мисијата на канцеларијата, бидејќи Република Северна Македонија веќе стана полноправна членка на НАТО. Значи, нивната работа, и мислам дека тие тоа може со гордост да кажат, нивната работа овде е завршена. Додека го прославуваме ова постигнување, ова значајно постигнување оваа недела, исто така имаме можност да разговараме и за иднината. Северна Македонија веќе придонесува за НАТО на многу начини. Веќе спомена Министерката за одбрана дека има многу единици кои работат за мене, за мојата команда. Тоа го прават во децениите зад нас и затоа би сакал да се благодарам за придонесот на Северна Македонија кон алијансата, нивната волја да се изнајдат многу начини да се придонесе за реализација на целите на алијансата. Зборувавме и за други начини на кои што Северна Македонија би можела да придонесе, како што алијансата работи на менување на облиците на законите со кои што се соочува, уникатните способности кои што вашата војска ги обезбедува за нас се многу важни и во крајна линија разговорите што ги имаме се многу важни и да сватиме колку е силно НАТО затоа што и Северна Македонија е една од нашите членки. Навистина сум возбуден за иднината на Северна Македонија и НАТО е среќно што ја има Северна Македонија како своја членка и навистина со задоволство гледам кон иднината на нашата алијанса. Ви благодарам уште еднаш што ми дозволивте да бидам денес дел од овој настан и ќе ми биде задоволство да присуствувам на церемонијата и прославата утре.